Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Битола, ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на Општина Битола со следниот дневен ред. Точка број 1. Програма за субвенционирање на јавните комунални предпријатија за 2025 година. Точка број 2. Финансиски план за работа на ЈП Комуналец за 2025 година. Точка број 3. Финансиска програма за одржување на јавната чистота на јавните површини на територија на Општина Битола за 2025 година. Точка број 4. Финансиска програма за одржување на јавните зелени површини на територија на Општина Битола за 2025 година. Точка број 5. Финансиски план и програма за работа на ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2025 година. Точка број 6. Одлука за определување на висина на благајничкиот максимум на Општина Битола. Точка број 7. Одлука за давање на донација на ЈП Комуналец од 1500 садници обезбедени за Општина Битола преку проектот EU for Clean Air и засадени на локации во градот, претходно предложени и одобрени од страна на стручни лица. Точка број 8. Одлука за примање на донација за изработка на основен проект за реконструкција на постоечки објект број 5 со пренамена во кабинет за природни науки во дворот на Јосип Броз Тито Битола на КП број 7613, катастарска општина Битола 4. Точка број 9. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежното земјиште за календарската 2025 година, утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на Општина Битола по катастарски општини. Точка број 10. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште, шумите и пасиштата за календарската 2025 година, утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на Општина Битола по катастарски општини. Точка број 11. Одлука за обезбедени средства за надоместок за експроприација на недвижен имот за изградба на објекти од јавен интерес од локално значење согласно со Законот за експроприација. Точка број 12. Одлука за давање согласност на барањето од Сдружение на граѓани Буковска фамилија село Буково, Битола за поставување спомен обележје на КП број 27. Стефанија, мислам дека ова точка е за на урбанизам. Да, меѓутоа мора прво да помини на урбанизам. Да. Точка број 13. Измена и дополнување на тарифата за автотакси превозот на патници во Општина Битола. Точка број 14. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на предлог за нова социјална услуга во Дом за стари лица Сјурајдер Битола. Точка број 15. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цената на услугите за престој во установата за деца Мајски цвет Битола. Кој е за предложениот дневен ред? Ве молам да крени рака. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Преминуваме на точка број 1, број 2, број 3 и број 4. Мислам дека се извинувам. Преминуваме на точка број 1. Програма за субвенционирање на јавните комунални предпријатија за 2025 година. Благица Повели. Да. Почитувана председателке, почитувани советници, почитувани присутни, да ја проследиме предлог програмата за субвенционирање на јавните комунални предпријатија основани од Општина Битола за 2025 година. Во предлог буџетот на Општина Битола за 2025 година предвидени се средства за субвенционирање на две јавни предпријатија, меѓуопштинско јавно предпријатие Пелалинг Битола и јавно предпријатие Пазари Битола. За субвенционирање на годишниот план за работа на меѓуопштинското јавно предпријатие Пелалинг се планираат 2.452.123 денари, кои средства се лоцирани во програмата Ј5, јавен локален превоз на патници, планирани се средства за субвенционирање на дел од трошоците од меѓуопштинското јавно предпријатие Пелалинг на ставката субвенции за јавни комунални предпријатија. Планираните средства се за субвенционирање на дел од тековно оперативните расходи и други расходи. Исто така, за субвенционирање на годишниот план за работа за 2025 година на јавното предпријатие Пазари се планираат средства во висина од 2 милиони денари, кои средства се лоцирани во програмата Ј8, други комунални услуги
и се наменети за субвенционирање на дел од тековно-оперативните расходи и другите расходи. Планираните средства се фиксни во моментот, а евентуални измени би се усогласиле со измена на годишните планови за работа на овие две јавни предпријатија и измени и дополнување на буџетот на општина Битола за 2025 година. По истекот на годината, секој од овие јавни предпријатија е должно до Советот на општината да достави извештај за потрошените средства од претходната година. Благодарам. Тука се присутни и директорите на двете јавни предпријатија, доколку имате потреба. Благодарам. Значи, програмата има вкупен износ од околу 4,5 милиони денари, се стриктно само за тие две предпријатија. За две, да. Добро. Отворам претрес, дали некој бара збор? Јас би сакала да прашам за Пела Линк, ако може да ми кажете точно за што ви се потребни овие, за што ви се потребни овие средства? Ке ве молам, кај што има микрофон само. Добар ден. Направена е пресметка на линиите, значи субвенциите ни се потребни за покривање на приходите и расходи. Разликата помеѓу приходите и расходите од линиите на општина Битола и вака сега. Сакате подетелно да објаснувам за секоја линија колку имаме вкупен приход, колку расход, или заедничко? На вчерашната комисија, мислам, ги објаснав јас тие. Не, мене ме интересира за кои линии само се работи. За кои линии? Таму каде што вие немате шофери, бидејќи вчера рековте дека имате 8 вработени. Да. Значи, на овие линии кои што се постоечки, разликата меѓу вкупниот приход и расход е субвенција за општина Битола. Тоа се однесува на општинските линии кои што се моментално... Добро, да ви помогнам. Значи, ме интересира само општина Битола дава субвенции, бидејќи ова е меѓуопштинска соработка. Ме интересира колку пари дават другите општини. И дали дават? Дават, да. Значи, субвенциите се поделени како на два дела. Едниот дел од субвенциите е разликата меѓу приходот и расходот на оние линии кои што спаѓаат во општината. Значи, општина Битола, општина Могила и општина Новаци. А заеднички субвенции од трите општини, каде што со посебен акт при основање на предпријатието е донесено, 60% од трошоците, значи плаќа општина Битола, 20% општина Могила, 20% општина Новаци. Тие се овие режиските трошоци, а тука спаѓаат во режиски трошоци спаѓаат платите на административните работници, оперативните трошоци и трошоците на предпријатието. Значи, тие се поделени на трите општини. Значи, во сума исто даваат другите две општини? 60% општина Битола, тие трошоци изнесуваат околу, ево вака. Не, во ред, значи 60% општина Битола, 40% ги делат двете општини? Да, 20 Новаци, 20 Могила. Повелете. Здраво, сега да ни стане појасно на сите на граѓаните. 2.300.000 денари ќе плати субвенција општина Битола према Пела Линк. Колку пари ќе плати општина Новаци, општина Могила за субвенционирање на ЈП Пела Линк? Значи сумата ме интересира, сигурно и тие треба да одржат седница на совет. Што кажувате вие дека тие учествуваат, знаеме дека 60% е општина Битола, 20 општина Новаци, 20 општина Могила. Тоа е за оперативни тековни расходи на јавното предпријатие, односно за вработените, ворите дека ќе се плаќаат бидејќи имаат и нивни вработени. Меѓутоа, за нормално функционирање на јавното предпријатие, како во цел свет, така и тука и кај нас, јавниот превоз се субвенционира од страна на општините. Дали ќе дај субвенција општина Могила и општина Новаци?
Направен е план за работа, презентиран е во сите три совети, мислам бев и на совет на општина Могила и во општина Битола, а и во општина Новаци. Значи имаме ќе дадат субвенција. Колку пари? Ти не може да имат само права општина Могила и Новација да немат обврски. Правата одат равномерно со обврските. Вака. Значи режиските трошоци... Тоа ред јасно ни режиските трошоци мора да се така. покриват. За субвенционирањето на јавното предпријатие. Сега ние ќе одделиме ко општина Битола 2 милиони 300. Колку ќе оддели општина Новаци и Могила? Значи, како што поднесовте барање, најверојатно до општината, кога се изготвуваше буџетот, имате поднесено барање и до општина Могила и до општина Новаци за колкава сума се работи. Сега ќе ве кажам. Општина Новаци вкупно годишни субвенции имат 1.705.116.000 денари. Тие се субвенции за одржување на линиите во општина Новаци. И плюс 712.235.000 денари, значи тие се субвенции од овие 20%, што ги делиме општините. А општина Могила вкупно годишни субвенции за општина Могила се 676.540, значи кои ги покриваат линиите кои што се возат во општина Могила, и ова е истото 712.235 за покривање на режиските трошоци, односно нивните вкупни субвенции се 1.388.775.000 денари. Значи, секоја општина си ги покрива трошоците за помеѓу расходот и приходот кој што се прави за да се одржува линијата. А тие режиски трошоци за одржување на предпријатието ги покриваат трите општини заедно во однос 60-20-20. Во ред. Дали некој друг има прашање? Доколку немате, ви благодарам. Јас имам прашање за пазари. Тука е директорот го видов. Ме интересира за која намена се однесуваат овие 2 милиони денари? Добар ден на сите. Овие средства што се предвидени се за покривање на материјални трошоци од тековното работење на јавното предпријатие Пазари, со оглед на тоа што овие месеци се потешки за наплата, значи во смисла наплата помалку имаме закупци во овој период декември, јануар, февруар, па и март може да се земи, и затоа имаме потреба. Значи, ние повеќе од овие средства ни се потребни, но првично со действување на поголема наплата, тоа што ќе биде, повеќе договори да правиме, ќе гледаме да поминиме со овие што се средства, но во секој случај нам ќе ни требаат и повеќе. Значи, тие се за тековни трошоци, материјални трошоци што се во тек на редовното работење на јавното предпријатие. Директоре, дали овие пари ви требаат за да поделите плати? Значи, ова е со... Дали имате во моментот средства да поделите плата?
Значи ова плата е последната е поделена за ноември месец. За следниот месец дали имате пари да поделите плати? Значи од тоа што е на располагање, тоа што ќе се наплати, од тоа што имаме како на крај на година од закупците, значи ќе има за да се додели плата, но пак ќе речам за овие режиски влезни фактури од тековни деловни партнери што ги имаме, значи затоа тие трошоци треба да ги. И за колку време ќе ви стигнат овие 2 Како милиони? што кажав, овие критични се месеци, значи декември, јануар, февруари, март, ето и март да заиме дека е, значи Ама овие след средства се за 2025-та. Вие ми Затоа велите викам- за декември. Декември е во 2024-та. да, значи од декември што стигаат од деловни партнери фактури и така натаму за наплата, тие легуваат во нареден месец. И затоа викам и овие два се малку поради скратување на комодитета, поголема наплата и ангажираност на работените за да направиме поголема наплата. Дали некој друг има прашања? Повелете. Директоре, дали редовно ги сервисирате побарувањата од комуналец, водовод, нискоградба, електрична енергија или ева за струјата? Значи, да, дел се сервисираат колку што се може од тоа што имаме на располагање како финансиски средства. За струја кога последно ја платите сметката? Па мислам сега дека беше за не ме држете за збор, не знам да проверам точно, некни баш во понеделникот платив сметка. Значи пуштив понеделник се плати, само не знам са точно кој месец беше кога видов. Значи дали е еден месец уназад мислам дека е. Еден или поќе? Мислам, не ме држите за збор да проверам ако сакате ќе ви доставам. Добро. Да видам точно како е да. Кога ви масата за плата? Како извинете? Масата за плата, колку ви се финансиските средства за една плата за вработените? Не знам ако може формулирајте уште еднаш, не ве разбрав за прашањето. Бруто, вкупно, колку ви треба? Колку пари ви требат 2 месечно да милиони, 3 дајте милиони плата? денари, Да колку се ви? помери околу 2 милиона и 100. Добро. Ви благодарам. Дали некој друг има прашања? Повелете. Се извинувам, директоре, пред малку рековте дека овие се тешки месеци, кај што има помалце приходи и треба се поминати, затоа ви се субвенционирањата. Предходно, вашиот предходник имаше тешки месеци во мај месец. Во април, мај немаше плата 3 месеци. Тој велеше тоа тешки се. Сега, ако ја оправивте работата, може да ни кажете кога се тешките месеци или тогаш нешто беше друго се случваше? Значи јас по анализите што ги направив во овој месец и пол, колку што сум сега во пазари, значи наплатите се обично зимскиот период и нормално, пошто е отворен пазарот, значи е на отворено, значи ладно е и се намалени закупците и нормално е да има помалку наплата. Така да кога ќе почне и тука ги нема и земјоделските производители сега моментално. Значи кога ќе почне после март, како што кажав, средината натаму, значи тогаш веќе има повеќе, да речем, закупци и нормално повеќе се наплаќа приход средства. Тука да напоменам исто, значи и дел од ова што е субвенционирање, значи веќе ноември, декември 2 месеци цели сточниот пазар не работи, на ниво на цела држава е затворен поради болеста на син јазик и така да и од тука ни се скратени приходите и не знаеме до кога ќе бидат тие наредно, дали ќе биде јануар, февруар или март пуштен во да може да користиме и оттаму приходите да имаме прилив на средства на сметка. Знаете дека една година сточниот пазар воопшто нема никакви приходи. Како извинете? Сточниот пазар нема никакви приходи во минатата година, во расходи. Предходните ваши двајца директори кои што беа едниот и Значи, другиот. јас само го имам анализирано ова сега, дека овие 2 месеци, ноември и декември веќе течат, 29 и 10 се затворени сите пазари и значи напоменувам дека средства, приходи, колку што ќе ги земавме од сточен пазар и тие моментално ги немаме. А до кога ќе биде затворен, тоа е веќе од Агенција за храна и ветеринарство.
Додатна дејност според вас ви треба на јавното предпријатие за да извршувате дополнителни Бидејќи во програмата на општина Битола, јавното предпријатие нема никаква активност или некоја дополнителна дејност, единствени приходи се значи само од наплатата на дневната такса, паушал, месечна или резервација и од наемнината од дуќаните или некои од наплатени долгови од претходно. Значи, јас разгледав и размислувам и ќе видам, ќе потегнам значи, нешто што може да се искористи како предлог да се пушти за предпријатието да има дополнителна дејност некоја, што може да биде да ја извршува и со тоа да има некои дополнителни приходи. И уште една работа, пошто Битола, не знам дали имате поминато низ градот, е пазар на големо на секој ќош. Имате пријавено нешто, значи да санкционирате за да... Значи, во овој месец и пол, колку што сум, значи имам реагирано до надлежните инспекции, значи имат излезено на терен и затоа и пакете и сега како апел, значи упатувам до сите надлежни инспекции, значи што имат надлежност, колку што можеме повеќе и во наредна година да ги прибериме сите што се по раскрсници, по улици, по тротоари, значи таа нелегална конкуренција, да дојде на местото каде што има и со тоа да имаме ние уште поголем приход. Благодарам. Повелете. Велите зголемена наплата таму во месеците плюс и дуќаните. Дуќаните во долу во градскиот пазар, значи таа цела редица ви е скоро празна. Мислам, тие што се ваши дуќани, не е па пазари, не ваши конкретно. Како ќе зголемите Значи, капацитетот, еве, да речем така, на дуќаните? капацитетот на дуќани може да се големи. Прво тука јас тоа што имам констатирано, значи прво за да се изда дуќани, значи досега ги се нудат некоја неформална комуникација преку луѓе, но тука има влијание цената на дуќаните, бидејќи е навистина голема за наем, што треба да се заедно можеме да размислиме, да видиме да направиме промена на цената, бидејќи навистина е голема. Према останатите други што нудат, на пример во другите градови кои што има, значи негде ако е 10 евра, ако е тука 14,5, са точно не ме држете за збор, значи има тука така можеме да коригираме и да издадеме. А инаку покренато е како иницијатива и за колку што може повеќе да ги издадеме. Горе долу има издадено дуќани, но тие што се останати, бидејќи во нив потребно и финансиско вложување, бидејќи се во ситуација во состојба како што се, во секој случај гледаме да ги издадеме. Има заинтересирани досега, значи ето од сум месец и пол за 2 дуќани дојдени и видени се, само чекаме повратна информација. Колку наплаќате дневна такса од земјоделските производи што се продават во пазарот на тезките? Точно дневно, сега зависи од денот, По зависи тезга, колку наплаќате? Па зависи што има тезгата, значи што продава. Од земјоделските производи? Значи правиме за такса, така? Да. Значи за такса обично е 6% од цената по килажата, ми се чини дека е за тоа што продава тезгаџијата. Од вредноста на робата или од килажата? Значи од вредноста на производот што го продава, 6% на количината што е. Добро, ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг па разбор? Повелете. Уште едно прашање. Директоре, имате елементи, планирани приходи и расходи. Очекувате зголемување на платите, значи неголемиот дел на вработените. Повелете, колега. Пошто ми дофрлате од место, повелете нешто, процедурално сгрешивме. Колегата мислам дека го разгледува финансовиот план кој што беше вчера на комисија. Значи колегата има право да постави прашање за субвенционирање. Точно прашува за што се средствата. Ако не сме да праша, кажете. Се извинувам, професоре. Директоре, овие субвенции за 2025 година, да му објасниме на професорот, ќе ви стигнат бидејќи во март се очекува зголемување на платите, а е појасен да видам. Значи ако видите и оваа година Големиот дел, професоре, одат на плати. Ова е типич. И шо, така?
Значи, вака, тоа е како што се зголемени сите трошоци, се зголемени трошоците за платите. Значи, тоа е факт и неголемите трошоци за тоа. Ние гледаме со нашата работната предпријатие да си вадиме за платите. И нормално сега затоа тука бараме помош за субвенционирање на дел од тековни материјални трошоци кои што можат, кои што режиски мора да ги има предпријатието. Значи платите ќе ги издржиме, така? Како? Платите ќе ги издржиме зголемувањето. Или ќе бараме нови субвенции. Значи, јас затоа реков и овие 2 милиони, како што е моментално ситуацијата, значи со тоа ние како што имаме овие потешки месеци за наплата, помалку приход, и затоа и овие 2 се може малку, само ние да не правиме комодитет многу во ситуацијата, значи ќе гледаме да делуваме во рамки на наше делување, колку што можеме повеќе да подобриме, зголемиме наплатата од максимално што ги имаме капацитете што ни се располагање на пазари. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и минуваме на следна точка. Бидејќи ме замоли од општина господинот и дека е на некакво службено рочиште, мислам дека е кратка неговата точка, па ако не ви е проблем да ја поминиме. Не знам за која точка, само кажете ми да ја прочитам. Точка 11 мислам дека е. Значи вака, точка 11. Одлука за одредување на просечна цена. Не, за обезбедени средства за надоместок Извинете, за одлука за експроприација. обезбедени средства за надоместок за експроприација на недвижен имот за изградба на објекти од јавен интерес од локално значење согласно законот за експроприација. Да, ви благодарам. Почитувана председателка и почитувани присутни. Со ова одлука се утврдува обезбедување на средства за надоместок за експроприација на недвижен имот за изградба на објекти од јавен интерес од локално значење согласно член 7 од Законот за експроприација во градот и населените места во општина Битола. Средствата за надоместокот за експроприација на недвижен имот за изградба на објекти од јавен интерес од локално значење согласно со Законот за експроприација се обезбедени во буџетот на општина Битола за 2025 година во програма изградба и реконструкција на локални патишта и улици, ставка надомест за одземен имот во износ од 29 милиони 220 илјади денари. Толку поднос. Благодарам. Прашања? Бидејќи немате прашања, ви благодарам. Минуваме исто така на точка број 5, финансиски план и програма за работа на јавно предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2025 година. Повелете. Јас се извинувам, меѓутоа заради оправдани причини ме замолија да додат порано. Ви благодарам, почитувана председателке, почитувани советници. Финансискиот план и програма за работа на ЈП за урбанистичко планирање за 2025 година ги опфаќа сите дејности на предпријатието за изработката на урбанистичко-планска документација, планско-проектна и други работи во доменот на планирање согласно годишните програми на општина Битола. Значи, во однос на годишната програма се предвидува изработка, како и во предходните, на изработка на урбанистички планови, генерален урбанистички план, изработка на работна верзија на генералниот план, изработка на нацрт на генералниот, детални урбанистички планови, урбанистички вон населено, планови за село, планско-проектни документации и други, да не ги набројувам сите, кои што се за парцелирано, градежно земјиште, стопански намени, урбанистички проекти за инфраструктура, со план за парцелација за село или вон опфатен урбанистички план и други проектни документации од нискоградба, високоградба, сообраќајно инженерство и други програми согласно Законот за градење. Се разбира, тука се и елаборатите, сите што ги имам наведено. Предвидените приходи се темелат врз предвидувањата и предходно што беа и од минатата година за 2024, а и согласно програмата за изработка на урбанистички планови на општината. Вкупните приходи што се очекуваат да се добијат се вкупно 11 милиони денари. Предвидените расходи поделени по бруто плата, трошоци, нематеријални трошоци, надоместоци за органи за управување, надворешни соработници за договор за дело и така натаму, се вкупно 9 милиони и 400 од прилика предвидени,
така да приходите и расходите, разликата се планира некоја добивка од 1.600.000 денари. Тоа е се. Ви благодарам. Прашања? Фала и вас. Доколку немате, ви благодарам за присуството. Фала ви, пријатно. Минуваме на точка број 2. Финансиски план за работа на јавното предпријатие Комуналец за 2025 година. Може да ги прочитам трите точки, пошто се заедно. Точка број 3. Финансиска програма за одржување на јавна чистота на јавните површини на територија на општина Битола за 2025 година. Точка број 4. Финансиска програма за одржување на јавните зелени површини на територија на општина Битола за 2025 година. Повелете. Фала ви, почитувана председателке, советници. Пред нас се трите точки, како што и кажавме. Првиот е предлог финансовиот план за работа за 2025 година. Како секоја година го испративме благовремено до Советот на општина Битола. Јавното предпријатие Комуналец овој план ќе го оствари со 261 работник, распределени во 7 сектори: комунална хигиена, зеленило, одржување и уредување на гробишта, општи правни работи, човечки ресурси, финанси, сметководство, комерција, канцеларија на директори, техничка работа и развој. Тука детално се опишани кој сектор колку што детално работи. Јас само би се осврнал на приходите и на расходите. Наредната година очекуваме да ја завршиме со добивка од 179.661, односно вкупни приходи од 270.915.000 денари, а вкупни трошоци 270.915, а вкупни приходи 270.735, односно добивка 179.661. Процентуално за секој сектор колку учествува имаме во планот со приход и со расход, односно вкупно приход комунална хигиена 48, јавно зеленило 36, уредување на гробишта 9 и технички работи и развој 7%, а во вкупните расходи, општи расходи 2%, комунална 30, зеленило 26%, уредување на гробишта 10, правна служба, финанси и канцеларија на директор 21 и технички работи и развој 11%. И другите две точки заедно да ги образложам сите. Во одржување на јавни и зелени површини, во наредна 2025 година ќе се вкупно се одржуваат површини од 612.293 метри квадратни, односно 148 локации, односно единици, да кажем, каде што се одржува. Тука се вклучени спрема минатата година уште 3 пристапни патови од селата, лани беа 145, па вкупно во денари се очекува да се сработи 54.982.177 денари, како што кажев, на 148 локации со одреден број на повторувања согласно с динамиката на работа, а во јавната чистота, каде што е одржување, односно на јавната чистота, на 85 локации, вкупно со 45.601 денар и 600. Благодарам. Отвора претрес, дали некој бара збор? Повелете. Јас сакам да опрашам директорот на јавното предпријатие Комуналец, колку што се сеќавам претходната година одржувањето на зелените површини во катастарот го немавте во програмите и ви беше како дополнително оптеретување по вашиот буџет. Дали ова година се предвидени сите дополнителни во наводници зелени површини што се во градот, за да немаме после муавети дека не беше наше, па дополнителни приходи, па немаме можност, немаме капацитет да ги завршиме тие сите работи, бидејќи градот мора да се одржува. Како што точно е дека да, дел немаше и дел, како што кажав, ги вклучивме, меѓутоа дел остануваат каде што од технички причини не можеме да ги вклучиме, каде што земјиштето не е на општина Битол, има такви површини кои ние покрај другото ги одржаваме, кои се, ајде некако да кажем, од јавен интерес, не се на општина Битола, меѓутоа ние повторно ги одржаваме. Тие не можеме да ги вклучиме заради, како што кажав, тие технички причини. А дел се е вклучени, дел каде што утврдивме и број на повторувања, каде што согласно сезоните се утврди веќе во овие дека има поголем број, се вклучени дел од локациите дополнително.
Сакам да прашам, значи уште две прашања имам до вас. Дали имате предвидено значи рекултивација или засадување на садници на подрачјето на општина Битола, доколку имате колкави количини, колкава сума и на кои делови, колкава површина планирате да се засади и дали имате планирано во вашите програми да се изградат паркови во делот на општина Битола? Не, како основна дејност е на зеленило, обновување на зелените појаси, како што кажев, одржувањето во целосна програма, каде што ќе се утврди дека некои дрва не се каде што ќе се утврди дека некои дрва или делови не се за сечење или за кастрење, каде што има, тие се обновуваат тековно, а имаме производство во расадникот, каде што веќе имаме дел сопствено производство, поголем дел го користиме сопствено производство, дел што го немаме ги набавуваме на територија на општина Битола, тековно со почеток на сезоната, каде што ќе се утврди дека има потреба, се засадуваат. Значи, бидејќи во Комисијата за заштита на животната средина не беа предвидени такви средства, мислевме дека во вашата програма како јавно предпријатие Комуналец дека има предвидено такви средства, ама и кај вас нема. Значи, ова наредна 2025 година во дел на зазеленување, бидејќи имаше доста оштета во околината на општина Битола со пожарите кои што ни се случуваат редовно, значи останува да чекаме на времето. Како што имаме сопствено производство, каде што сопственото производство на садници тековно ние си засадуваме секоја година. Дали некој друг има прашања? Јас немам прашање, туку директоре, точките се викаат јавна чистота и зелени површини. Во градот ниту има јавна чистота, ниту има зелени површини. И памтите, не така одамна, во тој ред седевме 1 до 1 и критикувавме и немам прашања до вас поќе и нема да ви поставувам прашања, туку ќе ви кажам дека мислев дека од претходниот директор Панде полошо не може да биде, вие ме демантиравте. Дали некој друг има прашање? Повелете. Ако смеам, колега, со планот. Директоре, платите ова година се очекува се зголема до фин. Значи, бидејќи велите дека добивка ќе имате 186.000. Ќе биде добивка или минус ќе биде? Очекуваме да бидеме добивка. Зборувам, значи имате 200 и кусур вработени. Доколку се зголемат платите, како што се најавуваат. Во март, да. Во март месец. Тогаш колку ќе видиме загуба? Нема да бидеме загуба. Предвидени се зголемувањата. Предвидени се зголемувањата? Добро. Втора работа, во овие делот на осветлување го одржувате и натаму? Да. Да? Не знам дека имате приметено во Битола, значи на многу места се случува уличното осветлување да немаме во овој период. Може, мислам, граѓаните да добијат одговор вака на што се случува тоа. Значи, можам да кажам дека осветлувањето се сервисира навремено, нормално кога има поголеми невремија дефици, како што беше невремето со ветрот пред некад од прилика месец дена, се случи некои локации, пошто тие се две екипи наши што го сервисираат цел град, негде 2-3 дена, градот во наредниот ден скоро беше цел сервисиран, имаше некаде поголеми дефицити, кај што не зависеше само од нас, се случва некаде точно да нема, меѓутоа каде што не зависи од јавното предпријатие, туку зависи од ЕВН и други институции каде што има дефици на друга мрежа, кај што не е на нашата мрежа. Нашата мрежа е сервисирана, меѓутоа стално не зависи само од јавното предпријатие. Од инвестиции капитални, јавното предпријатие, велите, овде барем во она што можам да видам, 300.000 денари за работилницата и уште 600.000 денари за набавка на возило. Механичарска работилница. За во сектор? За во сектор... Технички работи, да. Технички работи, така. Технички развој збораме. За одржување на возилата збораме дека имаме проблем околу одржувањето и така работа. Дали сметате дека ова малце
немалците Имаме куич пари. во сектор комунална хигиена предвидено 40 милиони за набавка на минимум 2 возила. Да, но како што кажав, веќе како што се зборато подолго време, дека од регионалната депонија очекуваме во текот на наредната година возилата да пристигнат каде што ќе бидат наменети за општините за секојдневна работа на општините. Мислам дека тие возила не се предвидени, тие се за голем габарит, меѓутоа сме Не, здрави, не. живи до тогаш. Има два вида, едните се за меѓуопштински транспорт, другите се внатре за регионалното предпријатие ќе донира на општините возила за секојдневна работа во општините. За депонијата. Која што треба регионалната да започне, ама кој знае кога уште пошто не е направена. Спортските игралишта, одржување на спортска сала внатрешно, надворешно, фудбалскиот стадион Петар Милошевски. Се издават таму просториите? Не е тоа наше самоодржувањето. Самодржувањето беше така, значи. Овиот фудбалскиот стадион исто така тениските вие ги издавате, значи ви плаќаат вас? Да, за секојдневно користење, да. Значи кај вас од финансиските средства? За тениското, да, и ќумурното. И ќумурното. Оти спортските субјекти прашуваат на кои се тие за да може да Веќе разберат. тие можам да кажем дека добро работат, дека и ќумурното игралиште и тениските веќе се и кугланата секојдневно се издаваат, да речам. Се уште една работа, бидејќи многу пати во изминатава година зборавме дека приходите, односно таксата за комунална чистота години не е промената цената за населението и за правните лица. Ова 2025-та не гледам таков план. Зошто таа работа? Затоа што Било кој во ќе има. моментот сме изминатите 2 години имаше промена на некои закони каде што требаше да влеземе во регулаторна комисија комуналните услуги, меѓутоа се уште не сме влезени, па така во моментот не сме во можност да ги промениме цените. Очекуваме регулаторна комисија, веќе таа требаше од 2024 први 2024 веќе да почне да работи, меѓутоа не е се уште започната со работа, каде што како водовод и нискоградба што ги регулираат цените, треба да ги регулираат цените на услугите. А нормално дека да, тоа е факт дека цените се ниски. Заради го зборам заради една работа. Значи ова е планот за 2025-та финансовиот. 2024-та ќе завршиме со позитива според вас? Мислам дека не. Затоа ви велам, значи ако во 2024-та планиравте дека ќе завршиме позитива, сега и во 2025-та исто, меѓутоа пак завршуваме негатива. И мора да се изнајде решение за рентабилно работење на јавните предпријатија. Има некои фактори што не зависат само од јавното предпријатие, како што кажав, регулаторна комисија и слично, дека доколку ја стоам на ставот дека цените треба да се покачат, меѓутоа не е како јавно предпријатие во моментот не сме можност, како што кажа, заради таа регулаторна комисија, пошто во некои општини имаше оспорување на покачувањето на цените, затоа што дел од законите се променети, дел од законите не се променети, ради тоа. Следно, овие на општината ви ги исплаќа приходите од буџетот што ги има во целост ви ги исплаќа финансиски средства? Тие што ќе ги предвиди буџетот, тие што се предвидени во буџетот. Во буџетот, не кај кај вас. Не. Минатата година, ако се сеќавате, се предвидени, мислам се уште тековната, да кажам, година, 30 милиони, ние над 50 милиони работиме појќе од 50 милиони, пример, во програма за јавно зеленила, од причина што таму вонредните активности не се предвидени, затоа што се самиот збор вонредни активности, како која ќе има невреме, паднати дрвја, тековни и други работи, непланирани други настани што се организираат во текот на годината, затоа и ги надфрламе програмите. Ова е за редовно, овие програми се за редовно работење, меѓутоа се исплаќаат толку колку што има предвидено во општината, а ние без разлика тоа колку да се исплаќа, ние повторно секојдневно работиме се што е на терен во превод. Пешката Елизавета имаш. Немате? Добро. Повелете.
Конкретно за секторот за технички работи и развој. Добро. Во инвестиционен план имате набавка на лесно возило за потребите на секторот. И тоа е најбитно сега во моментот да го набавите? Возниот парк на јавното предпријатие е застарен. Ние со тековните возила, со тековниот возен парк ги сервисираме, да речем, врските што ги имаме, меѓутоа е добро доколку сме во можност наредната година да набавиме возило согласно нормално и ќе ги намалиме трошоците и по основ на гориво и на резервни делови и побрзо и полесно сервисирање на секојдневните обврски, не мора да значи тоа доколку финансиската состојба не налага дека тоа нема да се оствари, нема да набавиме возило. Тоа не е како инвестиционен план доколку работите течат по нормален тек. Добро. Во финансовата програма за јавна чистота имате наведено улици кои што се метат, мијат, собирање отпадоци скоро кај сите. Колку од овие наведените, без чија основи ви се исплаќа од општина, реално ги метите и ги миете? Машинско метење, миење и така натаму. Се што е во програмата остваруваме, не разбирам како реално. Колку реално од овие сите што се наведени? Сите ги сервисираме, сите улици. Сите ги дури сервисирате? во програмата, да. Еве, например, улица Јанес Сандански. Добро. Јас во моите 50 и кусуро години во животот не сум видела некој да е измил и машински да изметил таа улица. А е само на 2 метра од мене. Нема шанса тоа да не го заприметам. Согласно ситуациите, морам да вака не можам во моментот да ви одговорам, ама да проверам и ќе ви кажам. Проверете, еве, ако сакате јас и вие после комисија, точно ќе ве однесам. Ако таму некој има поминато со метла, освен граѓаните кои што живеат и си метат пред портите, комуналец никогаш. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете. Јас имам уште две прашања, значи во моментот. До директор, значи претходната година вашето предпријатие беше со доста голема загуба. Сега планирате таа загуба да ја покриете и да бидете во добивка. Во кој дел ќе ја направите разликата во парите и од каде ги очекувате толку големи приходи? Тоа е значи едното прашање. Второто прашање беше во дел на возилата. Значи ви очекувате некоја донација на возила што бе планирана од Министерство за животна средина. Дали некоја таму ве консултира какви возила имате вие потреба или градот има потреба за тековно да си функционира? Дали или е тоа само утре друен кој ќе ви дат некои возила, па може да ги паркирате да немате потреба такви возила? Имаше повеќе состаноци, повеќе пати наречеме консултација, предлог на возила кои ние ги баравме, потоа кој во можност еден нават, па на крајот се 10, мислам дека се 10 возила, што ќе бидат согласно с нашите, сите се согласно с нашите потреби. На крајот ние потврдивме дека овие возила се во ред, дека тие во превод народски кажано ќе ни бркат работа, дека тие ни се потребни за секојдневните обврски. А тука детално во планот сега не знам да читам секој сектор поединечно колку приходи има наведено од каде планираме да ги имаме дополнителните приходи. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Точка број 6. Одлука за определување на висината на благајничкиот максимум на општина Битола. Повелете. Добар ден, јас сум Дален Душе Мефтари, вработена во општина Битола во одделение сметководство. Во однос на одлуката за благајничкиот максимум нема измени од претходните години. Благодарам. Прашања? Доколку немате, ви благодарам. Точка број 7. Одлука за давање на донација на ЈП Комуналец од 1500 садници обезбедени за општина Битола преку проектот EU for Clean Air и засадени на локации во градот, претходно предложени и одобрени од страна на стручни лица. За оваа точка вие сте?
Па не знам кој е задачката. Вие садевте дрва, валјда вие. Си изнасликавте. Донација од 1500 од општината на Комуналец. Ама не е то важно. Важно се сликани. Посадивте 1500? Готово? Ги посадивте 2500. Изгледа, јас не живеам во Битола. Ке дојди некој за точката или да преминам на следна? Точка број 8. Одлука за примање на донација за изработка на основен проект за реконструкција на постоечки објект број 5 со пренамена во кабинет за природни науки во дворот на Јосип Броз Тито Битола на КП број 7613, катастарска општина Битола 4. Има некој представник? Нема ни за Јосип Броз Тито представник, така? Ама не треба сега одма да пушти, ние сме на сред комисија. Ама тој може да мисли што сака. Точка број 9. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за календарска 2025 година, утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини. Повелете. Двете точки се ваши и да ги прочитам двете, сакате? И точка број 10, одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на земјоделското земјиште, шумите и пасиштата за календарската 2025 година, утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини. Повелете. Здраво на сите, во однос на претходната година нема никакви измени, ниту за градежното, ниту за земјоделското. Значи ова важи за двете точки. За двете, да. Прашања? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Хвала. Точка број 13, измена и дополнување на тарифата за автотакси превозот на патници во општина Битола. Материјалот од такси превозниците го имате добиено, беше одржана и комисија од телото кое што беше формирано од страна на Советот на општина Битола, па доколку имате прашања, повелете, има представници, сметам дека нема потреба 10 пат превозниците да ни објаснуваат овде од која причина се денес дојдени. Дали некој има прашања? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Точка број 14, решение за давање согласност на одлуката за усвојување на предлог за нова социјална услуга во дом за стари лица Сјурајдер Битола. Повелете. Тука беше... Ајде, молам, викнете ја. Повелете, директорке. Добар ден на сите. На оваа комисија представуваме уште една нова услуга во Домот за стари лица, кој што е во рамките на дејноста на установата. Таа е социјална услуга дневен центар за дневно згрижување на стари на стари лица. Што представува оваа социјална услуга? Дневен центар за стари лица е социјална услуга наменета за престој на стари лица во текот на денот, каде што тие можат да се дружат, да поминуваат време со други корисници на домот и да учествуваат во различни социјални активности. Оваа услуга е наменета не само за старите лица, на кои им е потребна секојдневна нега и надзор, туку и за членовите на нивните семејства кои не се во можност во текот на денот да се грижат за нив поради работни или други обврски. Во дневниот центар за стари лица на луѓето им се обезбедува исхрана, здравствена заштита, работна терапија, забава и рекреативни активности. Посебно внимание се
посветуван на културната, едукативната и забавната страна на животот според нивните желби, интереси и можности, бидејќи целта на престојот во Центарот за стари лица е да се збогати духовниот живот на корисниците, да излезат од секојдневната монотонија, да се дружат и активно да стареат. Корисниците можат да учествуваат во различни општествени активности со стручна помош како секако го збогатуваат социјалниот живот на корисниците и тоа со организирање на разновидни активности, креативни работилници, читање, дневен печат, книги, гледање телевизиски програми, играње забавни игри и така натаму. Придобивките од оваа социјална услуга за старите лица се активно старење на старото лице, социјализација и исклучување на монотонијата од секојдневниот живот, а придобивките на членовите од семејството се тоа што истите ќе можат да ги спроведуваат своите работни обврски, додека старото лице е дневно згрижено во дневниот центар. Просторните можности, значи установата има можност да ги пренамери постоечките простори кои што во моментот не се во функција. Установата има можност и ќе ги преуреди постоечките просторни капацитети без дополнителни капитални инвестиции или реконструкции, без никакви дополнителни финансиски трошоци за спроведување на оваа социјална услуга. Предвидено е да биде услугата да се реализира во голема занимална во вториот павилјон, опремена со 3 софи за седење, 2 мали масички, големи маси со столчиња, телевизор, музички систем, тераса, парно и клима уред, чајна кујна и санитарен јазол. Капацитетот на корисници кои би ја користеле ова услуга би било 10 до 15 стари лица. Услугата дневен центар за дневно згрижување на стари лица ќе нуди безбедно удобно место за старите лица, додека членовите на семејството кои се грижат за истите ги извршуваат своите професионални и лични обврски во текот на денот. Услугата ќе реализираат обучени даватели на социјални услуги со долгогодишно работно искуство во дејноста и ќе бидат задолжени за комплетна нега и грижа на старите лица додека престојуваат во центарот. Кадар кој би бил потребен е социјален работник, медицинска сестра и 2 геронтодомакини. За старите лица корисници на оваа услуга ќе бидат обезбедени 1 оброк, 1 ужина и пијалоци. Аплицирањето на терапијата доколку има потреба старото лице во текот на кое ќе престојува во центарот ќе биде извршувано од страна медицинската сестра, а пак одржувањето на личната хигиена од страна на геронтодомакини. Помош при исхрана исто така или целосно хранење, а културно-забавните, работните, рекреативните активности, работната производна активност и работната терапија ќе се извршуваат со социјалниот работник и исто така за секој корисник ќе се води досие, ќе има евиденција и досие. Начин на користење на социјалната услуга ќе треба да биде поднесено едно барање, образец за дневно згрижување на стари лица, медицинска белешка со здравствената состојба на корисникот и семејството на старото лице ќе има обврска доколку корисникот треба да користи некаква терапија за време на престојот да ја донеси истата. Висината на цената на социјалната услуга би изнесувала 6000 денари на месечно. Начинот на плаќање би бил ист како и за корисници кои што се долготрајно сместени во установата. Корисниците на социјалната услуга дневен центар за дневно згрижување на стари лица ќе можат да ја користат услугата 5 дена во неделата по 8 часа дневно и тоа во периодот од 7:30 до 16:30 часот. Се напоменува со ова дека со воведување на оваа услуга се овозможува стварување на дополнителни финансиски приходи на установата без вложување на финансиски средства за реализација на истата, кои финансиски средства ќе бидат искористени за подигнување на квалитетот на социјалните услуги на старите лица, а со воведување на истата ќе се овозможи голема поддршка и помош на семејствата на старите лица. Социјалната услуга дневен центар за дневно згрижување на стари лица предвидено е да се реализира во текот на 2025 или 2026 година со по обезбедување на потребен кадар и донесени одлуки и добиена согласност од сите надлежни институции кои треба да ги дадат истите согласно закон. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој има прашање? Јас сакам само да ве прашам, другата услуга нели имавте некаков проблем, функционира? Добивме конечно на писмен одговор, значи кажано ни е дека треба да аплицираме
најавен повик од страна на Министерството, кој што го има еднаш или два пати во годината, така да формуларите ни се спремни, значи очекуваме сега најчесто тие повици се во јануари или во текот на летниот период, па така мислам дека и таа услуга и ова услуга истовремено ќе аплицираме за двете услуги за да можеме да добиеме таа согласност од страна на Министерството. Бидејќи ни дадоа доцна одговор, веќе крајот на септември беше, а вториот повик беше веќе завршен во август. Иначе ќе аплициравме И уште уште во едно август. прашање, имате добиено потврда за вработување нови, бидејќи секогаш ви фалат, имате од такви одобренија? Немам. Немате се Не. уште, значи. Не Немаме- можете да вработите нови луѓе. Немаме никаква можност, ниту преку агенција, ниту на определено, ниту за замена на одсутен работник, без да се добие согласност од страна на Министерството. Ама немате добиено Не. одобрение, Еве, така? имаме пуштено и ургенци и барање за итност, меѓутоа до сега немаме ништо добиено. Во ред, ви благодарам. Дали некој друг има прашања? Повелете. А дали постоечките ресурси човечки ќе бидат доволни за да понудите и ова услуга? Во планот за вработување за 2025 година, значи овие што ги наброев социјален работник, медицинска сестра и геронтодомакин се предвидени вработување и затоа напоменав дека доколку и тој услов биде исполнет, значи ќе си потпочне услугата да ја даваме. Значи предвидени се работните места во планот за вработување и паралелно ние ќе ги бараме вработувањата како кадар, а паралелно ќе оди и аплицирањето на повикот од страна на Министерството, така да со самото одобрување од страна, ако веќе го прифатат услугата, се надевам дека ќе ја прифатат, со самото прифаќање на услугата и добивање на согласност од Министерството, паралелно ако ги добиеме и вработувањата, ќе може да си отпочне услугата. Ви благодарам. Минуваме на следна точка. Точка број 15. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цената на услугите за престој во установата за деца Мајски цвет Битола. Повелете. Почитувана председателка и сите присутни. Станува збор за одлука која на предлог на градинката Естре Овадија Мара веќе е донесена од страна на Советот. Чистата Значи, која имаше претходната градинка. Да, Добро. истата одлука во која се бара родителите да плаќаат фиксен месечен надомест од 1490 денари без одбитоци за отсуство на детето, затоа што знаете дека ова е многу мала сума во однос на реалните трошоци што ги имаме ние. Барем таа сума да се добие целосно, без тие намалувања во однос на 100-200 денари. А исто така, за најавено оправдано отсуство цел месец останува 800 денари, што ќе треба да го платат родителите. Значи, мала е разликата во крајната сума што ќе биде платена од страна на родителот. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Точка број 1. Програма за... Аз се извинувам. Точка број 7. Одлука за давање на донација на јавното претпријатие Комуналец од 1500 садници обезбедени за општина Битола преку проектот EU for Clean Air и засадени на локации во градот, претходно предложени и одобрени од страна на стручни лица. Двете точки сте вие? Да ги прочитам, значи двете? И точка број 8. Одлука за примање на донација за изработка на основен проект за реконструкција на постоечки објект број 5 со пренамена во кабинет за природни науки во дворот на Јосип Броз Тито Битола на КП број 7613, катастарска општина Битола 4. Повелете. Вака, ве замолувам да го вклучите само микрофонот. Немам баш искуство. Момент само. Преку проектот EU за чист воздух, општина Битола добива 1500 дрвја од различни видови. Преку овој проект на претходно 10 локации во градот
Истите локации се одредени од стручни лица од Комуналец, од јавното предпријатие и ќе бидат засадени овие садници. По засадувањето со оваа одлука по донесувањето на одржување им се предаваат на јавното предпријатие Комуналец. По однос на другата точка број 8, се однесува на гимназијата Јосип Броз Тито. Таму веќе имаме повеќе донации, 4 проекти имаме изработено, ова ќе биде 5-ти проект. Имаше, да не должам, само кратко како увод би кажала, реконструкција на донација на други проекти околу соредувањето на гимназијата, имаше промена на врати, имаше промена уредување на дворот, на скалите, на оградите, изградба исто така на една настрешница. Значи 4 проекти се веќе завршени. Ова што е денес на дневен ред е реконструкција со адаптација на објект број 5 според скицата. Тој е таму десно во ќошот. Беше ми се чини порано беа некои тоалети и сега ќе се пренабинат за потребите на гимназијата во кабинет за природни науки. Проектот ќе биде донација од Омнија проект и го чекаме проектот. Ревидент на него би требало да имаме по како и за другите проекти ќе се поднеси за ревизија и ќе се поднеси во системот во Министерството за транспорт како локација од прва категорија. Доколку нешто се прогласат на ненадлежни, затоа што тука некогаш се мешат ингеренциите, тие не даваат одобрение, сакат тука кај нас, па ќе оди кај нас одобрението. Омнија проект е проектант и треба да биде донесена оваа одлука, нова и совет ако може, за да може да го добиеме како донација проектот за проектирање на кабинет по природни науки. Толку. Благодарам. Дали некој има прашање? Повелете. Извините, за овој проектот, Да. основниот, општина Битола побара или Јосип Броз Тито побара да биде? Па гимназијата Јосип Броз Тито, имаме комуникација, конкретно не ме држите за збор, ама имам јас сите 4 јас ги водев и ова е 5-ти проект и беше најавуван од поодамна, да речам. Остана уште овај нереализиран. Нереализиран, така да овај ќе биде 5-ти објект. Можам и конкретно да ви ги набројам. Имаше внатре менување на врати, уште еден врати и подови, втор проект, како проект за употреба и одржување ојде. Потоа со конзерваторско одобрение се соредува скалите во дворот, заедно со се промена на оградите и тие парапетни зидчина, исто беа донација. Предпоследниот беше изградба на настрешница, монтажна настрешница до амбулантата и тој беше донација од друга фирма, а ова е од Омнија проект, мислам дека ќе биде како последен за гимназијата, доста се сработи, да речем. А да не биде последен, бидејќи прекутру поите, знаете дека кровот му летна на горната гимназија, сега на времето? Јас можам да ви кажам за тоа поодамна, пошто сум во ова оделение, имаше еден обид неуспешен и дека е во Староградско јадро и нешто имаше, ова јас ви го кажувам лично, мислам не да речете по сугерирање на некој, го знам проблемот уште со минатиот шеф кога го имав и дека нешто се откажа од тоа затоа што тоа не значи дека не треба да ме разберете погрешно. Имаше нешто барање од нив, нешто за во кровот да се искористи. Меѓутоа сега за ова што рековте конкретно не сум запознаена. Тоа не значи дека не треба да се суреди, што викате. По право сте за тоа. Па видете, искористете ги. Јас немам присутни, бидејќи на последното невреме имаме дете повредено при евакуација со тешки телесни повреди. Исто за овде, за горната гимназија. За горната гимназија, да. Еве, ги контактираме и... Имате пријавен систем, проверете во ред. клиничка болница, ќе го видите. Ќе се информирам и директно. И ќе Па видите нека дека... не биде последен што викате, слободно, значи може Да не биде последен, пошто рековте последен за горната гимназија, бидејќи кровот е најбитната работа, а парапетчина убо е, не велам не. Унапред го има ја вака зацртано, ова излезе сега, да речем, може и плюс дополнително. Имаше обиди неуспешни за некоја надградба, ма надградба не може. Староградско јадро не се дозволува, а да се санира постоечкиот секако. Благодарам. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам. Повелете.
Ај, ве молам уште еднаш, не разбрав убаво. Овие проекти се побарани од горната гимназија или од општината? Значи не Значи конкретно во координацијата не Заеднички? можам јас да ви го кажам. Заеднички? Да, јас како референт во одделението ми доаѓа од барање конкретно до одделението за економски развој ни даваат задача, значи да се спроведи постапката. Моето работно место е до добивање на одделение и го предавам потоа во горната гимназија. Еден пример, ако станува кај нас, за нив и се спроведува. Добро, фала. Јавната набавка си ја имаја тие, си ја правеа, например, последно зона, преку нив си одеш. А проектите ги изработува приватна фирма, донации? Да, Омнија проект од Битола, да. А предходните? Предходниот беше Пумс инженеринг за настрешницата. Добро, благодарам. Така. Зборуваме во област на проектирањето, проектната документација. Благодарам. Дали некој друг има прашања? Повелете. Во однос на одлуката за давање донација на јавното предпријатие Комуналец за 1500 садници за општина Битола преку проектот Euro for Clean. Засадени на локации во градот. Овој проект бараше да бидат засадени во градот или ова беше предлог на јавното предпријатие Комуналец? Зошто го прашам ова? Бидејќи имаме ситуација на многу локации каде што се сечат дрва во градот заради градби и на нивно место треба нормално да се засадат нови. Имаме во градот, например, во Арама, каде што има градби и според законска регулатива треба да бидат таму. Таму не се засадени овие, барем јас она што го гледам низ градот, а го гледат и граѓаните. И трета работа, во летниот период имавме многу места кои што беа зафатени од пожар, особено Битола, и на тие локации не беа засадени. Дали проектот захтеваше или бараше, че да го најдам точниот збор, да бидат во централно градско подрачје или на локации каде што општината одлучила, или пак проектот бараше Euro for Clean Air, значи чист воздух, се знае Битола кај е заштитата она што велиме во наводници кажани белите дробови. Значи, по однос на ова прашање, јас се извинувам, подетално до ова што ви го кажав, немам други информации, затоа што не е во мој домен, требаше раководителот да се на некој одсутни оправдано од работа и ме викнаја сега. Значи, моја точка беше она што го водам, што ви кажав, подетално е за ова, а накнадно, ако треба нешто, да не информирате, ова ми го напишаја во порака, да има некој представи од кај нас, и мислеле дека ќе биде покасно во 12 имало информација за постанок, и се извинувам уште еднаш. Ако треба нешто, ако имате дополнителна информација, например, дали Euro for Clean Air, овој проект, барал да се спроведи спрема проектот, или пак јавното предпријатие Комуналец или општина Битола рекла дека во централно градско подрачје ќе бидат засадени, значи. Дали за потребите или за шминка? Ние ќе оцениме согласно тоа која донесла одлуката. Пошто вели предложени и одобрени од страна на стручни лица. Мислам дека требаше да опрашаме директорот. Не сакаше. Се извинувам тука, може не би Не е ваша надлежност, нема што да не се извините, вие не можете да знаете. Не е ваша, мислам, не можете ни да им дајте одговори да сакате. Ви благодарам. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Минуваме на гласање. Точка број 1. Програма за субвенционирање на јавните комунални предпријатија. Ми рече дека ќе биде одсутен. Да, така ми каже. Ако сакате, видете, ако е тука негде. Ајде, ќе почекаме. Јас колку што го разбрав, ќе биде одсутен, ми рече. Програма за субвенционирање на јавните комунални предпријатија за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани, 2.
Точка број 2. Финансиски план за работа на ЈП Комуналец за 2025 година. Кој е за? Ве молам да крени рака. 1 за, против, воздржани, 3. Точка број 3. Финансиска програма за одржување на јавната чистота на јавните површини на територија на општина Битола за 2025 година. Кој е за? Ве молам да крени рака. 1. Против, воздржани, 3. Точка број 3. Финансиска програма за одржување на јавната чистота на јавните површини на територија на општина Битола за 2025 година. Кој е за? Ве молам да крени рака. 1 за, против, воздржани, 3. Точка број 4. Финансиска програма за одржување на јавните зелени површини на територија на општина Битола за 2025 година. Кој е за? Ве молам да крени рака. 1 за, против, воздржани, 3. Точка број 5. Финансиски план и програма за работа на јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола за 2025 година. Кој е за? Ве молам да крени рака. 4 за. Точка број 6. Одлука за определување на висината на благајничкиот максимум на општина Битола. Кој е за? Ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 7. Одлука за давање на донација на јавното предпријатие Комуналец од 1500 садници обезбедени за општина Битола преку проектот EU for Clean Air и засадени на локации во градот претходно предложени и одобрени од страна на стручни лица. Кој е за? Ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 8. Одлука за примање на донација за изработка на основен проект за реконструкција на постојачки објект број 5 со пренамена во кабинет за природни науки во дворот на Јосип Броз Тито Битола, КП број 7613, катастарска општина Битола 4. Кој е за? Ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 9. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за календарската 2025 година, утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини. Кој е за? Ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 10. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште, шумите и пасиштата за календарската 2025 година, утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини. Кој е за? Ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 11. Одлука за обезбедени средства за надоместок за експропријација на недвижен имот за изградба на објекти од јавен интерес од локално значење согласно со Законот за експропријација. Кој е за? Ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 13. Измена и дополнување на тарифата за автотакси превоз на патници во општина Битола. Кој е за? Ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 14. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на предлог за нова социјална услуга во Дом за стари лица Сјурајдер Битола. Кој е за? Ве молам да крени рака. Едногласно. И точка број 15. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на цената на услугите за престој во установа за деца Мајски цвет Битола. Кој е за? Ве молам да крени рака. Едногласно. Со тоа е исцрпен дневниот ред. Ви благодарам за присуството.